Во новите DigiVesti ке гледате. Alibaba го представи новиот конкурент на ChatGPT и DeepSeek, моделот на вештачка интелигенција Qwen 2.5 Max. Viber Dating пристигнува. Ракутен Viber ја отвори листата на чекање за својот нов сервис за запознавање. Зборуваме за првиот долгометражен анимиран филм создаден со вештачка интелигенција кој доаѓа од Белорусија, а ја откриваме и VFX магијата за лавовите во анимираниот филм Муфаса. Super Nintendo World пристигнува во Орландо, отворањето е на 22 мај оваа година. Ги имаме сите детали во новото издание на DigiPlus. И оваа недела ве поздравувам од студиото на DigiPlus и ви ветувам дека ќе уживате во сите содржини од дигиталниот свет кои ги селектиравме само за вас. Вештачката интелигенција и овој пат ќе биде во фокусот на нашето внимание и незината употреба во најразлични сфери. Па да почнеме со ред. Alibaba го представи својот нов модел на вештачка интелигенција Qwen 2.5 Max, кој се очекува да биде сериозен конкурент на ChatGPT и DeepSeek. Според тестирањата, моделот постигнува одлични резултати, особено во решавање на комплексни проблеми. Со овој чекор, Alibaba ја зацврстува својата позиција во трката за најнапредна AI технологија. Alibaba ја објави својата најнова верзија на моделот на вештачка интелигенција наречена Qwen 2.5 Max, со цел да ја победи конкуренцијата, особено моделот DeepSeek, кој моментално ужива голема популарност. Овој потек се случи во време кога компанијата сака да се истакне во растечката и брзо развивачка сфера на вештачка интелигенција. Објавата на новиот модел за време на лунарната нова година е јасен сигнал дека кинеските технолошки компании се борат за водење на пазарот на AI технологиите. Според резултатите од тестовите на Qwen 2.5 Max, моделот успеа да постигне впечатливи 89,4 поени на Arena Hard Benchmarket. Овој тест ги мери способностите на AI моделите да одговараат на човечки прашања. И на овој начин Qwen 2.1 Max се наметнува како водечки модел на пазарот. Доколку се погледнат тестовите, кои го оценува потенцијалот на AI моделите да решаваат проблеми на универзитетско ниво, резултатите покажуваат дека Qwen 2.5 Max е значително подобар од DeepSeek и покажува слична способност со ChatGPT. Технолошката екипа на Alibaba изјави дека моделот Qwen 2.5 Max има потенцијал да ги надмина човековите способности во некои области и дека ова може да доведе до откривање нови граници на знаење и разбирање. Со ова Alibaba ја отвара вратата за нови истражувања и можности во светот на вештачката интелигенција. Се надевам дека овој нов конкурент ќе ја дефинира иднината на AI индустријата. Останува да видиме колку ќе успее Alibaba да се избори со големите конкуренти, а вие направете го тестот, па одлучете сами која платформа вази одговара и ќе ја користите. Сега е време да скенирате мобилните во раце на вашите екрани, го гледате QR кодот кој што ќе ве одведе до електронскиот ваучер со попусти на Анкоч. Дзирнете што се нуди од производи со попусти за оваа недела и правец во Анкоч. Viber ја направи својата нова услуга за запознавање, Viber Dating, а корисниците во некои земји веќе може да се пријават на листата за чекање. Оваа платформа нуди безбедно и пријатно онлайн запознавање, создадено за вистински поврзување. За пристап корисниците треба да ажурираат апликацијата и да изберат опција Viber Dating Beta. Еве ги сите детали. Рекотен Viber најави возбудлива новост. Дел од корисниците сега може да се пријават на листата на чекање за Viber Dating, нова услуга што го проширува екосистемот на оваа популарна апликација. Со Viber Dating корисниците ќе може да запознаваат нови луѓе во безбедно и пријатно онлайн окружување. Оваа иновативна платформа е дизајнирана да овозможи автентични поврзувања и подобро корисничко искуство.
Пријавувањето е едноставно. Корисниците треба да ја ажурираат апликацијата на најновата верзија и да кликнат на повеќе, означено со 3 точки на дното на екранот. Во делот Viber Dating Beta ќе ја видат својата профилна фотографија, а со еден клик ќе им се отвори можноста придружи се на листата на чекање. Оние што ќе се пријават ќе бидат меѓу првите што ќе можат да го испробаат Viber Dating веднаш штом услугата стане достапна. Според најавите, тоа ќе се случи во следните неколку недели. Иако сите детали за новата услуга се уште не се објавени, се очекува дека платформата ќе нуди напредни алгоритми за поврзување, приватни разговори и персонализирани профили. Овој потек е дел од стратегијата на Viber да се претвори во супер апликација, која покрај комуникацијата ќе нуди и нови можности за интеракција, забава и сега запознавање. Со въведувањето на Viber Dating, Rakuten Viber влегува во светот на апликации за запознавање, нудејќи иновативен пристап кон градење нови врски. Дали ова ќе биде следниот голем тренд во онлайн запознавањето, ќе дознаеме наскоро. Во моментов Viber Dating не е достапна за корисниците во Македонија и се уште нема официјални информации за достапноста на оваа услуга кај нас. Viber ја воведува оваа функција постепено и корисниците кои се пријавиле на листата за чекање ќе добијат известување од ботот за запознавање кога ќе дојде нивниот ред да се приклучат. Значи, после ова може да заклучиме дека Viber оди по стапките на Мирц, за оние кои што се сеќаваат на Мирц. Ај ќе видиме што ќе им пројде, па ќе зборуваме во следните изданија. Продолжуваме вака. Белорусија го создаде првиот долгометражен анимиран филм во светот, што е целосно изработен со помош на вештачка интелигенција. Беловешка шума е забавна комедија со елементи на фантазија која следи авантурата на биволот Бублик и неговите пријатели. Со користење на напредни невронски мрежи, продукцијата траеше 3 месеци, што представува вистинска револуција во филмската индустрија. Далеко-далеко, в глубине Беловежской пущи, уже больше 1000 лет растет волшебное дерево. Вот почему я должен ехать? Почему я не мог остаться с бабушкой в городе? А? Кто это? Не бойся, его зовут Бублик. Знаю, на свете мало ведь таких друзей, Зайчик, что никогда не подведут в беде. Привет, молодежь! Так сложно положиться на людей. Вдруг Зубр самым верным станет, знает. Белорусија влезе во историјата како првата земја што создаде целосно долгометражен анимиран филм со помош на вештачка интелигенција. Филмот насловен Беловешка шума е комедија со елементи на фантазија што ја раскажува авантурата на биволот Бублик и неговите пријатели. Приказната го слави пријателството, семејството и моките на природата, при што акцијата се одвива во Беловешката шума, еден од најстарите природни резервати во Европа, кој се простира низ Белорусија и Полска. За создавањето на филмот, белоруската продукцијска куќа користи невронски мрежи за целосна визуелна содржина, што значително го забрза процесот. Наместо години, продукцијата траела само 3 месеци, што представува револуција во филмската индустрија. Додека досега многу анимации користеа делум на автоматизација, овој филм целосно се потпира на вештачката интелигенција, што го прави прв од ваков вид во светот. Со Беловешка шума, Белорусија го докажа потенцијалот на невронската мрежа да генерира целосно анимирани ликови, сцени и ефекти, отварајќи нова ера во филмското производство. Овој успех е резултат на континуираниот развој на вештачката интелигенција во Белорусија, која последните години стана лидер во иновациите. Владата активно го поддржува развојот на јазични модели, генеративни мрежи и алгоритми за машинско учење, кои се користат не само во забавната индустрија, туку и во медицината, индустријата и земјоделството. Со помош на брзиот развој на технологијата, успехот на Беловешка шума може да биде почеток на нова ера во анимацијата, каде што вештачката интелигенција ќе игра клучна улога. Останува да видиме дали овој филм ќе ги инспирира и другите земји да го следат истиот пат. Я сказал действовать! Наши сердца зажгут.
Мы должны найти сына. Прости, Бублик, у меня появился шанс вернуться в город. Теперь я знаю, как его найти. Может, и правда твое волшебство Наши существует? сердца зажжет любовь. Кога веќе почнавме да продолжиме, уште сме кај анимираните филмови и нивната револуција. Муфаса, кралот лав, беше еден од најочекуваните анимирани филмови кои преку револуционерни визуелни ефекти ја оживеа приказната за легендарниот татко на Симба. Со помош на најсовремени технологии, создавањето на лавовите во филмот вклучува детални анимации на влакната, реалистични гримаси и природни движења со што се постигнува досега невидена автентичност. Процесот на продукција траеше неколку години, а снимањето на движењата во студиото возможи актерите да ги пренесат емоциите и динамиката на животинските ликови на начин што ќе ги воодушеви гледачите. Well done, Tucker. Well done. I thought you said you were fast. I had to let you in. Well, I did just go days with no sleep while riding the Anyway, waves of... come on, Mufasa. Let's get in some trouble. When I am king, no other animal will break my stride. Break my stride. And my brother. My brother. When I'm king, you'll always take my side. Yeah, right. That's right. When I am king, You are king. no other animal will break our pride. Break our pride. And my brother. My brother. Our prey may run away, but they can't hide. What's your hide? Let's go. Let's go. Let's go. Филмот Муфаса е иновативен поради употребата на напредни технологии за визуелни ефекти и motion capture, кои го поставуваат новиот стандард за анимација на животни во филмовите. Процесот на креирање на лавовите во филмот вклучуваше високо прецизни симулации на движења, влакна, гримаси и интеракции со животната средина, што ги направи лавовите неверојатно реалистични и емоционално изразувачки. За филмот беше потребно повеќе од 2 години напорна работа на тимот од аниматори и VFX експерти, кои се потрудија да ги совладаат сите аспекти на природата, динамиката и да постигнат реалистичен приказ на лавовите. Процесот на креирање на лавовите во анимираниот филм Муфаса беше вистински предизвик, полн со напредни визуелни ефекти, што ги постави новите стандарди за анимација во индустријата. За да создадат што поприродни и автентични лавови, тимот на аниматори и VFX експерти посвети огромно внимание на најмали детали, почнувајќи од изгледот на влакната до финото движење на мускулите на животните. Креирањето на влакната беше едно од најголемите технолошки достигнувања. Со користење на најсовремени алгоритми и физички симулации, тимот разви нови техники за генерирање на реалистични влакна, кои реагираат на движењата на животните, светлината и ветерот. Влакната на лавовите не се само декоративни, секое влакно беше креирано со внимание на природните сили кои ги обликуваат, како што се вистинските ветерни струи, што го менуваат правецот и текстурата на нивните крзна. Секој од гримасите на лавовите беше внимателно дизајниран за да ја одрази нивната емоционална состојба. Тимот ангажираше стручни аниматори за да создадат точни и фини изрази, кои би можеле да пренесат радост, гнев, страв и тагување, дури и кај животните. За да се постигне ова, беа потребни часови снимање и анализа на вистински лавови, кои беа наблюдувани во дивината и зоолошките градини. Овие анализи служеле како основа за анимирање на искрените изрази на животните. Движењето на лавовите беше друга клучна компонента. Студиските снимања беа основа за реалистичен одговор на мускулите на лавовите при секој потек, скок или трчање. Motion capture технологијата беше користена за да се следат движењата на вистинските животни, а потоа се интегрираа во дигиталниот простор. А анимираните лавови ги има не само физичките движења на животните, туку и нивната психолошка динамика, како што се поведувањето на лидерот на групата или возбудата при пресметка со противник. За да се постигне совршенство во физиката на движењето, тимот се потпираше на неколку симулации, вклучувајќи баланс на тежината, положба на телото и реакции при контакт со земјата. Овие напредни алгоритми го репродуцира и најмалото движење на нозете и опашката на лавот.
Вниманието на динамиката на нивните чекори во различни услови, како што се трчање по груб терен или скок во воздух, направи секоја сцена да биде поубава и поавтентична. Дополнително, за да се постигне вистинската атмосфера на природната средина, лавовите се интегрираа во сцените со помош на симулации на животинска средина, како што се прашина, ветер и магла. Симулираните влакна и движењето на телото на лавовите беа динамично поврзани со оваа животна средина, што доведе до совршен визуелен ефект. Реализираните сцени се одликуваа со висока прецизност, а самото движење на лавовите беше во совршен склад со животинската психологија. Например, кога лавовите се движеа низ шума, нивните чекори беа внимателно прилагодени со реакциите на шумските растенија и животни, создавајќи еден неверојатен, детален и природен приказ на нивното живење. Целиот тим на аниматори, стручни лица за визуелни ефекти и технологијата на motion capture работеше неуморно за да го постигне ефектот на лавови кои не се само виртуелни ликови, туку и вистински симулации на природните кралеви на животинскиот свет. Од секогаш беше јасно дека нивната мисија е да создадат најреалистична и емоционална мокна приказна за лавовите која ќе допре до срцето на секој гледач. Од креирањето на влакната до нивното движење и изразување. Технологијата и уметноста се споени на начин што го надмина дури највисокиот стандард на анимација, поставувајќи нови стандарди во индустријата. Муфаса не е само филм за новите генерации, туку и голема инспирација за будни аниматори и нови технологии, кои ќе ја формираат иднината на анимираната индустрија. Неверојатно е докаде стигна иновацијата во анимираните филмови и нивната реалистичност. Ако не сте го гледале, се уште препорака да го изгледате филмот Муфаса. А сега заедно да ги изгледаме најновите иновации во миксот кој оваа недела за нас го подготви тимот на digitv.mk. А потоа не пропуштете да видите како ќе изгледа новиот Super Nintendo World во Орландо. Останете со нас до самиот крај. Време е за иновации. Өзгеге қарамаймын, өзгені қаламаймын, қалауы жүрегімнің өзің ғана, өзіңді бағалаймын. Жараса жан жұбымыз, бір болсын тағдырымыз, біздегі махаббат. You don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. 'Cause I'm the poison motion, another shot to stop the feeling. Yeah, I'm saying just not where you are. This is the 4-in-1 joystick that you can put your Switch in and play just like normal. You can take these off or keep them on however you want to use it. It automatically connects, and then you're ready to use this as your joystick. What's really cool about this, first off, I love the way this feels. This is really nice. Is that not only does this little guy work for your Switch, it's going to work for your P3, your PC, and Android devices. And honestly, that's just a cool dock. That actually looks really cool. It is a 4-in-1 joystick. I mean, but Еве не назад во новото возбудливо издание на DigiPlus. Сега ве водиме во Super Nintendo World, кој пристигнува и во Орландо, носејќи неверојатни атракции инспирирани од омилените видеоигри на Nintendo. Подгответе се за авантура со Марио, Донки Конг и Йоши во овој интерактивен и магичен тематски парк. Ајде заедно да уживаме во овој Nintendo свет. I feel my heartbeat jumping twice, floating
Фановите на Nintendo и тематските паркови широм светот со нетрпение го очекуваат отворањето на Super Nintendo World, кој ќе биде дел од новиот огромен парк Universal Epic Universe во Орландо, Флорида. Долгогодишните љубители на игрите Марио, Донки Конг и Йоши конечно ќе можат да ги доживеат овие светови во вистинска форма, низ спектакуларни атракции и интерактивни искуства што ветуваат незаборавни авантури. Една од главните атракции во Super Nintendo World ќе биде Mario Kart Browser Challenge, иновативна затворена тркачка патека со засилена реалност, каде што посетителите ќе можат да се надпраруваат со легендарните ликови од Mario Kart. Тука ќе бидат вклучени виртуелни елементи кои ќе ја зголемат возбудата, создавајќи автентично чувство како да сте внатре во видеоиграта. За оние што бараат поспокојно искуство, Yoshi Adventures нуди пријатно патување низ светот на Йоши, каде што гостите ќе се возат во мали возила што се движат низ внатрешните и надворешните делови, уживајќи во убавата околина. Најреволуционерната атракција во овој парк ќе биде Mini Kart Madness, инспирирана од легендарните нивоа на Donkey Kong. Оваа атракција ќе биде уникатна затоа што вагоните ќе можат да скокаат од шини, имитирајќи го движењето на ликот од видеоиграта, создавајќи динамично и адреналинско искуство за посетителите. Овој детал ја прави оваа атракција една од најочекуваните ролер костери во 2025. Super Nintendo World е само еден дел од грандиозниот проект Universal Epic Universe, нов тематски парк во рамките на Universal Orlando Resort. Покрај светот на Nintendo, посетителите ќе можат да истражат и нов Wizarding World од Хари Потер, кој ќе донесе нови магични авантури, како и тематски области посветени на популарниот анимиран филм Како да го дресираш својот змеј, и класичните хорор чудовишта на Universal, како Дракула, Франкенштайн и Мумијата. Изградбата на Super Nintendo World напредува забрзано. Деталите на фасадите, тркачките патеки и тематските елементи добиваат финален изглед, што значи дека паркот е во последната фаза пред отварањето. Очекувањата се огромни, бидејќи ова ќе биде првиот Super Nintendo World во источниот дел на Соединетите Американски држави и најголем досега во Universal парковите. Universal Epic Universe will be an amazing theme park experience. Верувам не само децата и возрастните би уживале во ваков парк, ги има неколку широм светот, па видете кој ни е поблиски, имате можност, се разбира, посетете го. Овде завршуваме, нормално, доколку имате можност и нешто сте пропуштиле, на YouTube ќе не најдете DigiTV MK, исто така посетете нашата веб страница digitv.mk, таму имате и видеа, и аудија, а и се разбира текстуална форма на се она што е интересно во дигиталниот свет. И не заборавајте да не заследите на социјалните мрежи, не имате на сите. Комуницираме таму и се дружиме за сите сугестии и се она што сакате да го споделите со нас. Веќе следната недела ми подготвуваме ново издание во недела во 13. Бидете така и останете на телма. Чао!